Добро утро секој утро. Веднаш и по овој разговор со оваа прекрасна млада наша актерка, ние ќе продолжиме со наша млада, исто така, Рената Младеновска, сертифициран тренер во премиум. Меѓутоа сега ние ќе појасниме за што точно се работи. Добре ни дојдовте од Систина. Ќе посакам убаво утро и драго ми е што ќе имаме можност да разговараме патиките на нозе, со оглед на тоа дека денот започнува со вежбање. Ќе разговараме за нешто за што на сите ни е потребно вежбањето и бенефитите. Меѓутоа за какво вежбање поточно ќе станува збор, сега ќе откриеме. Како сме прво да прашам? Одлично, добро утро и ви благодарам на поканата. Секако задоволството е на наша страна исто така. Доколку вежбаме редовно. Меѓутоа сега ние тука ќе издвоиме еден посебен вид на вежбање, пилатес. Меѓутоа кога го споменуваме пилатесот, секогаш пред очи ни се големите топки. Меѓутоа овој вид на вежба со пилатес, реформер пилатес, е сосема нешто малку поинакво од ова што го споменуваме, но дали е исто од пилатес произлезено, така? Да. Ајде малку за пилатесот. Пилатес кога ќе кажеме зошто е именувано пилатес, интересна приказна. Би сакала и гледачите да ја слушнат. Интересен факт за пилатесот е тоа што тој што го измислил Џозеф, негово презиме е Пилатес. Така. Реформер пилатесот е малце поразличен од пилатесот со топки, што ние го викаме мат пилатес, кој што е произлезен од реформерот. Реформерот е кревет кој што има подвижна подлога и кој што има отпори. На почетокот, тоа било во Првата светска војна, каде што Јозеф Пилатес работел со повредени војници од првата. Да, во 1920 и некоја година работел со повредени војници, некои од нив не може да станат од болничките кревети затоа што работел во болница и закачувал пружини со кои што всушност и ние работиме. Има вежби кои што се во лежачка позиција, но има и вежби кои што се во стоечка позиција на подвижна подлога. Така е произлезен реформерот. Подоцна се преселил во Њу Јорк, таму отвара студио во 1920 исто и некоја година. Далечната уште која година. Кај нас се уште тоа е новост. Пред некои 5-6 години почнаа студија да се отвараат со пилатес кај нас и е првиот вид на пилатес всушност. Но кога веќе датира или постои од оваа далечна година која што ја споменавме, тоа значи дека уште од тогаш па се до сега 2025, а тогаш 1920 и која точно, без разлика, ете 20-тите, што значи дека овој вид на вежбање носи многу бенефити и резултати за здравјето на луѓето, со оглед на тоа дека кажавме на каков принцип и начин се лекувале војниците или им се овозможувало нели да повторно дојдат во некој првобитна состојба со нивното тело. Ајде сега ние ќе се навратиме на оваа наша година и вежбањето во Систина. Од кога сме во Систина? 4 години сум во Систина. Од која причина? Сега и како се воведе токму овој пилатес и зошто во Систина? Значи тоа беше не знам која година. Тоа некаде во короната беше. Дури ние на почетокот, затоа што фитнесот е во склоп со физикалниот дел, за физикална терапија делот од болницата. Таму има фитнес во кој што има исто така и за групни тренинзи сали, каде што има и кикбокс, групни тренинзи, функционални тренинзи, тератана, делот каде што се реформерите. И реформерот, јас прво започнав со мат пилатесот, со реформер 4 години точно. Да кажеме мат пилатесот е со топките. Мат пилатесот е со топките, да. И од секогаш сум сакала повеќе ми било за подобрување на постурата. И сега моментално работам со некои 80% од клиентите што ми се доаѓаат на вежбање поради тоа што имаат некој проблем. Некој проблем, дали тоа е со колена, дали имаат повреди на колената, дали имаат повреди на рамо, затоа што реформер пилатесот прва улога му е подобрување на постурата и рехабилитација. Така. И потоа следи тоа нели оформување на телото, што секако си доаѓа само по себе, со редовни вежби. Да, со редовни вежби. Да. Сега кога го споменуваме овој реформер, ајде малку да појасниме што точно тој носи и како вид на бенефити за телото. Нешто подспомнавме, меѓутоа од која до која годишна возраст исто така може да се вежба овој вид, како што го споменуваме, реформерот, пилатесот и
дали сите оние кои што биле инволвирани, барем досега, еве, се разбира и со тебе, има резултати од ова што го споменуваме. Да. Безбеден е за било која возраст, значи може и девојчиња во пубертет, па се до најдлабока старост, затоа што мојот Значи нема граници во годишната возраст. Да, мојот највозрастен клиент имаше 74 години. Браво. Да, затоа што е безбедно, затоа што се работи со отпори, нема дополнителни тежини, секако може да се користат на тренингот и текчиња од кило, 2, но најчесто јас практикувам тоа да биде само со отпорите, затоа што пред се... Што не е многу, некога пазариме, па толку носиме во себе. Пред се, како што кажав и претходно, кај мене клиентите што доаѓаат, особено на реформерот, доаѓаат со некоја, не знам, проблематика, дали имаат некој искривување и фокусот е на тоа да ја поправиме постурата и тоа е со сколиоза, дечиња, например, ако се соочуваат. Да, кифоза. И првото нешто што го забележувам кај моите клиенти што доаѓаат подолго време, исто така потребно е и да се доаѓа минимум 6 месеци за да се види разлика, да се види резултат, каде што забележувам дека има разлика во држењето на телото. Како го држат телото, затоа што мускулите се зацврстуваат, безбедни се вежбите и телото е поисправено. Намалени се болките, најчесто што се случуваат, нас секако со текот на времето ни се случува да имаме болки во грбот. Тоа е затоа што нас после некое време, после 25-та, 26-та година веќе почнува мускулната маса да ни се намалува. И ние тоа го превенираме и го споруваме со физичка активност. Ги зацврстуваме мускулите и со тоа превенираме во подоцнежни години да не болат колена, коски, зглобови. Ова нешто како познато да ми е што го кажувате. Да, на сите мислам дека е познато. На сите е познато, меѓутоа сепак постои начин како да си ги намалиме болките, еве со ваков тип на вежбање. Колку пати неделно треба да се практикува реформерот? Па може да биде 2 пати, со тоа што во меѓувреме ќе се има и некоја друга физичка активност. Пешачење, пливање, нешто што ќе биде аеробна, затоа што исто така има некои вежби, да не залегнуваме, нели па 2 пати неделно само да вежбаме и потоа повторно во кревет, тоа не оди. Не оди. Затоа што за кардиоваскуларниот систем се оние тренинзи аеробни, така што е брзо пешачење, еве качување на водно, пливање, тие се добри. И затоа би било добро покрај тие 2 минимум тренинзи во неделата пилатес да се вметне и еден таков тренинг. Сега тука ми се наметнува прашањето. Од каде Рената љубовта кон овој тип на вежбање, од кога и така натаму? Изгледаш младолика многу, со оглед на годините кои што ги кажа, нема тука да ги откривам, меѓутоа секоја чест. И сигурна сум дека вежбањето има придобивка за тоа. Да, во право сум. Да. Ајде на вежбање сите. А може и генетика, и генетика, да. Но и се тука кога ќе ставиме се на едно купче, еве го резултатот, така? Ајде малку за љубовта твоја и од кога сме со ова, да кажам веќе професија? Да, професија, да, full time. Сертифициран тренер. Јас со пилатес, мат пилатес, со топките, со ластиците, започнав на 16 години. Многу млада. Да. И на 21 година почнав со групни тренинзи, каде што почнав од неделно по 2 групни тренинзи и од секогаш знаев дека ќе се занимавам со тоа. Особено со тоа што не се пронаоѓав, малце лутав, со факултетите лутав, затоа што не знаев дека сакав да бидам инструктор уште во моментот кога почнав. Мислам и дека таа љубов ми ја даде и инструкторката што ми беше на мат пилатес. Така. Кога гледав неизе, интересно ми беше и Те внесе љубовта кон овој тип на вид на вежбање. Сега за да се дојде до оној сертифициран, нели, тренер, диплома и така натаму, што треба, кој пат треба да се помине? Кај нас конкретно за реформерот не знам се уште, не сум, мислам 95% сум сигурна дека нема обуки за реформер, инаку постојат обуки, најблиску тука кај нас се во Србија. Таму ги имам иземано лиценците, затоа што постои реформер 1, реформер 2, кадилак, тоа се делови. Ги практикуваме тука сите? Да. Исто така, не сум сигурна ни за останатите. Добро, постојат некои курсеви што се, ама најчесто тие курсеви се надвор. Кај нас се уште ги нема. Така.
Да. Но да се надеваме дека еден ден Да. и ќе ги има. Но дали твоето искуство и знаење можеш да го пренесеш на оние кои што би сакале да учат повеќе за ова, Би можела, зашто сега да. се да? Да. Со задоволство? Да, со задоволство. Секоја чест. Сега би те прашала, ние кажавме нели за придобивките, за бенефитите, меѓутоа тебе лично, затоа што еве немаме некој гостин да каже кои се неговите придобивки од ваков тип на вежбање. Еве затоа ќе те прашам кои се придобивките за тебе и како се чувствуваме во текот на денот, како го живееме животот и нешто еве повеќе ќе ни откриеш токму за овој вид на вежбање, за да започнеме еве и ние, зашто да не? Затоа што освен физичките бенефити, како што се нели кажавме за мускулната маса, превенција од болки во коските, исто така постои делот каде што во нашиот организам се случуваат некои хемиски процеси, во тој момент нас не се излачуваат хормоните на среќа и чувството после тренингот е тоа што мене ме држи постојано да си бидам редовна на тренинзите, да не прескокнам, зашто има и искрено некои моменти кога во текот на неделата мене ми се случува да речеме дека не знам дали е пред циклус, дали не сум расположена, жена и не ми се вежба и на мене. Ние можеме да го смениме расположението во текот на денот повеќе пати. Да. Но тоа знам дека после тренингот ќе се чувствувам подобро и тоа е тоа што цело време мене ме мотивира да Значи, покрај физичката активност која што помага за нашето тело и психичкото здравје, значи делува и на психичкото здравје, покрај она што го споменавме вежбањето. Оние, жалам што во моментот не се сетивме, меѓутоа и ајде следниот пат да ги покажавме барем ако ништо друго оние справите. Значи кажавме дека се како кревет, меѓутоа има и во исправена нели положба и истото го нарекуваме така, реформер. Кажавме има повеќе категории на тип на вежбање. Ајде уште еднаш да ги споменеме вака пред крајот за да освежиме меморијата. Тоа е кревет кој што така може да биде и неподвижен, затоа што платформата се движи и е закачена на спрингови, со кои што се со различен отпор и се менуваат. Некогаш ставаме поголем отпор. Значи активни не се и рацете и нозете, целото тело, така. Ама тоа може да биде и неподвижен кревет, за кој што делот од страната кој што е како рамка се користи, се закачуваат на него спрингови и се прават вежби во лежачка позиција, но платформата не се придвижува тогаш. Во лежачка позиција се влечат Тоа е потешкиот вид на вежбање? Па тоа е полесниот. Кога е подвижна платформата е малце потешко. Да, затоа што во тој случај, поради тоа што платформата се движи, ние постојано го држиме стомакот стегнат и јадрото е цело време стегнато. Затоа првичното, нели, поправање на постурата за време на пилатесот е заради тоа што ние цело време го држиме стомакот стегнат за да балансираме, затоа што ни се движи платформата, го држиме стегнат стомакот, го активираме јадрото за да направиме баланс. И тоа е тоа што помага, затоа што длабоките стомачни мускули помагаат да се исправи телото. Так. И да не боли долниот дел од грбот. Тука ќе дојдеме и до покрај здравје, покрај психичкото, физичкото здравје, се обликува, значи, телото. Се обликува телото. Да. За колку време еве ќе се постигнуваат овие резултати? Резултатите Кажавме 6 месеци, меѓутоа резултатите првите кога се видливи? Првите може да бидат видливи за 2 месеци. Да. Значи сепак за 2 до 3 месеци. Да, треба. Видливи за другите ќе бидат. Ние нема да си ги приметиме, затоа што цело време се гледаме на огледало и цело време сме се исти, ама за другите за 2-3 месеци би требало да почна да приметува дека има некоја разлика. Се забележува некоја промена. Сесина секогаш нуди промоции во сите области, па сигурна сум дека се нудат промоции токму и кај вас. Да, по повод 8 март, месецот на жената, нуди Март е промоции. месец на жената, тоа мора да си го признаеме, така? Секој месец е месец на жената. Кажи ми со колку во моментот еве сега вежбаме, дали тоа е имаме голема сала, во каков тип на сала се практикува ова вежбање? Ова вежбање јас имам и индивидуални часови каде што работам посебно затоа што има некои од клиентите, затоа што имам клиенти и машки, не е само за жени, тоа да го потенцираме, затоа што е за рехабилитација. 74 годишен, значи маш. Да, и исто така Новак Џоковиќ вежба на реформер. Спортисти вежбаат на врвни спортисти вежбаат Убаво што го споменавме ова. Реформер, затоа што помага нели за превенција од повреди.
Така. Затоа го практикуваат. Инаку јас работам и во индивидуални тренинзи и тренинзи во група, затоа што имаме 4 реформери, 4 кревети, кои што ги користам сите заедно, нели, за групните тренинзи и индивидуално работам со клиенти. Ете од каде Да. енергијата на Новак Џоковиќ се уште да биде активен на тениските терени. Меѓутоа годините си го прават веќе своето, но како и да е, ако го користел во цело време и го практикувал додека нели ги освоивал сите овие негови сите тениски турнири, секоја чест и еве зашто и ние треба да го практикуваме реформерот, затоа што навистина слушнавме многу бенефити токму од овој тип на вежбање. Јас тука ќе се заблагодарам, ќе посакам убав ден и да си вежбаме за наше здравје. И јас ви благодарам.